Рекордни 20 советнички листи се пријавени во Државната изборна комисија за изборите на 17 октомври. Од нив, над 150.000 гласачи во регионот треба да се одлучат за идните состави на општинските совети. Според Државната изборна комисија, најмногу советнички листи, дури 7, има во Штип и тие се поднесени од Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО ДПМН, Интегра, ВМРО, Левица, ЛДП Дом, Сојуз на роми. По Штип, најмногу листи има во Македонска Каменица, каде се околу 6.500 гласачи. Од 5 листи треба да изберат 11 советници. Во Кочани, Општинскиот совет брои 19 советници, а за нив доверба ќе бараат 95 советници во 5 советнички листи. ВМРО, СДСМ, Левица, Дом и ЛДП и независниот Венко Крстевски. Во Делчево, за Општинскиот совет гласови ќе бараат советниците на ВМРО и СДСМ и Левица, за советот кој брои 15 членови. Во Пробиштип, намера да управуваат со советот имаат 5 листи, од СДСМ, ВМРО ДПМН, Дом и ЛДП и 2 независни, а советот од оваа општина брои 15 членови. Во Берово се претпоставува голема неизвестност во составот на локалната власт, бидејќи за 15 советнички места има 4 кандидати од 4 политички партии: Дом и ЛДП, СДСМ, ВМРО и Интегра. Во Карбенци, за место во Советот, кој брои 9 члена, ќе се борат дури 5 партии со своји листи: Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО ДПМН, Левица, Единствена Македонија и Партија за движење на турците. Според интересот кој на овие избори се покажува за влез во локалната власт, уште од сега може да се претпостави жестока, па дури и драматична борба помеѓу партиите. Бидејќи неизвестност во овој изборен циклус внесуваат некои од помалите партии, но и независните листи. Во овој контекст е и големиот број на независни кандидати за градоначалници, кои барем во првиот круг мора да се земаат во предвид. Така, рекордер по број на кандидати за градоначалници е Македонска Каменица со дури 5 претенденти, а веднаш зад неа се Штип и Берово со 4. Останатите општини се со по 20 кандидати за градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН.